Почитувани, во само еден ден расипничката власт објави оглас во Весник за 137 нови државни службеници, 137 нови вработувања на буџет во администрација. Ова, почитувани, е показател за расипништво и целосна забеганост. Во само еден ден нови 137 административци, а нема пари за студентски оброк и не дава пари за лек за цистична фиброза. Срамно. Ова, почитувани, е начинот на кој што власта се справува со кризите во Македонија. Ова е пример за политиката за намалување на обемната администрација со што се фалеа. Полнење на администрацијата со партиска војска. Во услови на криза, во само еден ден, нови 137 државни службеници. За буџетска плата и придонеси. Овие вработувања, почитувани, се дополнителен товар за земјоделците, дополнителен товар на работниците, дополнителен товар на сите кои што се во реалниот сектор во Македонија. Нема пари во владата за студентите, нема пари за земјоделците, нема пари за лекови за пациенти кои протестираат пред здравството, ама има пари за партиската војска на СДС и ДУИ. Од овие огласи за нови државни службеници, 100 ќе одат во Министерството за финансии, 22 во Собранието, 9 во Министерството за труд и социјална политика, 2 во Фонд за пензијско осигурување и 4 директно во кабинетот на Димитар Ковачевски во владата. Ова се огласи, почитувани, за 137 места со просечна плата од 30.000 денари за плата и придонеси. Тоа се речиси 1 милион евра годишно за плати и придонеси за партиските вработувања на СДС и ДУИ во само еден ден сега во очи на нова година. Ете зашто им требаше неголемиот буџет, ете зашто се билдаат даноците, ете зашто не се откажуваат од акцизите. Почитувани, ова е срамно и понижувачки, само избори се спас од оваа забеганост. Ви благодарам.